Седмоодделенецот Матеј Стоименов од Основното училиште Свети Климент Охридски од Облешево е шампион по математика на државниот надпревар што се одржа во Скопје. Неговиот талент и познавањето на природните науки, но и напорната работа во откривањето на тајните на математичката наука придонесоа тој да постигне одличен успех. Ги освои бодовите што го сместија на врвот меѓу најдобрите математичари во основното образование во државата. Јас сум Матеј Стоименов, доаѓам од училиштето Свети Климент Охридски, село Облешево. Неодамна на државниот надпревар по математика освоив прво место во Скопје на хемискиот факултет. Беше тешко да се освои прво место, ама јас освоив. Па се падна некој од областа што ги вежбав, а имаше и некој што не сум ги вежбал. Ми интересираат сите предмети, но најмногу информатика. Ќе продолжам со информатика и сакам да станам познат програмер. Наставничката Благица Колева, која му е менторка на Матеј, вели дека тој е трудолюбив и дисциплиниран ученик. Има одлични познавања не само на полето на математиката, туку и во другите предмети во училиштето, па и кај рекреативните активности. Постигнавме огромен успех. Мислам, ова е прв пат во општината Чешкиново Облешево, значи ученик да освои прво место на државен надпревар, конкретно по математика сега. Значи Матеј Стоименов е комплетна личност, го бива како за математика, така за информатика, за спорт, мислам и спортот му е многу важен. Така да по сите предмети мислам да те тука колегите сите ќе го потврдат истото, дека значи така. Сакам да кажам, во нашето училиште имаме многу деца кои што се талентирани, способни, работливи во различни области. Еден од нив е Матеј и нели сега се посветуваме за него. Инаку сакам да кажам дека има и други ученици и покрај тоа што имаме мал број ученици, нели, сепак имаме доста квалитетни ученици. Пред младиот Матеј предстои добра иднина, а шансите за успех повторно му се отвораат. По освоеното прво место на државниот надпревар, тој е поканет да учествува и на јуниорската олимпијада по математика. Доколку и на ова надпреварување го повтори одличниот резултат од државниот надпревар, тогаш ќе се стекне со право да влезе во македонската математичка репрезентација. Со тоа ќе ја представува државата на меѓународен план. Канал 8 телевизија искрено се надева дека ќе успее во намерата.